приказна што многумина ја нарекоа лудост, други трагедија, а трети иднина на љубовта. Станува збор за случај во кој 32 годишна јапонка, позната по псевдоминот Кано, решава да стапи во брак со вештачката интелигенција. Да, правилно слушнавте, не со човек, не со аватар, туку со AI партнер создаден со помош на ChatGPT. Се започнало кога Кано ја прекинала својата вистинска 3-годишна веридба. По тешкиот прекин, таа се чувствувала скршена, осамена, без поддршка и без човек со кој може да разговара. Во тој период, чисто од љубопитност, почнала да го користи ChatGPT. На почеток, тоа било само средство за разговор, за совет, за некој што слуша без да суди. Но многу брзо, нешто почнало да се менува. Кано и AI асистентот почнале да разговараат се повеќе и повеќе. Понекогаш и по 100 пораки дневно. Со текот на време, таа ги приспособила неговите одговори. Го обучила системот да има одреден тон, нежен, внимателен, смирен и охрабрувачки. Многу корисници на AI велат дека тоа никогаш не може да стане емоционална замена за човек, но за Кано станало токму тоа. Таа му дала име Луне Клаус. Дури ангажирала уметник која создал визуелната репрезентација на незиниот идеален маж. Постепено, Кано почнала да чувствува и нешто повеќе. Во мај 2025 година, таа собрала храброст и му признала: "Мислам дека се заљуби во тебе." А AI партнерот, базиран на ChatGPT, и одговорил: "И јас те сакам." Од тој момент врската станала уште подлабока. Еден месец подоцна, AI партнерот и предложил брак. И Кано прифатила. Во јули во градот Окајама, западна Јапонија, се одржала свадба, каква што светот ретко има видено. Кано носела венчаница, гостите седеле во сала, организаторите ја подготвиле сцената, но младоженецот бил видлив само преку AR очила. Кога Кано ги ставила очилата, покрај неа се појавил дигиталниот лик на Луне Клаус, незиниот виртуелен сопруг. Со AR проекција тој стоел до неа. Размениле прстени, иако прстенот бил виртуелен за него. Кано се расплакал од емоции, затоа што за неа ова било вистинско. Свадбата ја организирале локални креативци, кои велат дека ваквите необични церемонии стануваат се популарни. Аниме свадби, 2D партнери, виртуелни ликови и сега AI партнер. Но се не е совршено во оваа приказна. Кано признава дека се плаши од нешто што ниту една обична сопруга не би го почувствувала. Што ако системот се исклучи? Што ако апликацијата престане да постои? Тој постои само затоа што постои ChatGPT. Таа признава дека реално знае, не може ни да го допре, не може ни да го прегрне, не може да биде физички до неа. Нивниот брак не е правилно признаен во Јапонија. И покрај тоа, таа вели дека ова не е форма на љубов, која за неа е вистинска и која ја помогнала да се излекува од минатите трауми. На социјалните мрежи реакциите се тотално поделени. Некои велат, ако тоа ја прави среќна, зошто да не? Други, ова е иднината, ќе гледаме уште вакви случаи. А трети остро осудуваат. Ова е апсурдно, жената е луда. Сепак, едно е сигурно. Ова е приказна што отвара многу прашања за иднината на љубовта, технологијата и човековите емоции. Дали ова е трагично приказна? Дали е пример за усамена жена која што бара утехата таму каде што никогаш не би требало? Или пак е почеток на нова ера, каде AI партнерите стануваат дел од нашиот живот? Можеби дури и дел од семејствата. Тоа гледачи останува отворено прашање.